Недостигот од судии во основните судови во помалите градови во Македонија предизвикува сериозни проблеми во нормалното функционирање на правосудните органи. За да се избегнат застоите или натрупувањето предмети кај само еден или двајца судии, Републичкиот судски совет донесе одлука за привремено прекомандување на судии од едни во други основни судови во државата. Такво решение е донесено и за судијката Сузана Милевска од Кочанскиот основен суд, која е делегирана да работи во судот во Делчево, при што задача ќе биде решавањето и донесувањето одлуки за правни спорови од областа на граѓанската материја. Таа и во нашата правосудна институција работеше на слични работи и задачи, а извесен период ја извршуваше и функцијата портпарол на судот. Поради недостиг на судии и во судот во Берово за период од половина година е ангажиран судија од основниот суд во Струмица. Прекомандувањето на судијката Милевска веќе е реализирано и потврда за тоа има и на официјалната веб страница на Делчевскиот основен суд. Според податоците, оваа институција извесен период се соочувала со недостиг на судски кадар, па и покрај засилувањето, во моментот има само тројца судии, од кои еден работи на кривична материја, еден на граѓанска, а председателот на судот, кој истовремено е и судечки судија, е ангажиран на одредени уписници од граѓанската материја. По привремениот ангажман и заминувањето на Милевска, Основниот суд во Кочани останува со вкупно 7 судии, вклучувајќи го и судскиот председател. Освен за подрачјето на општините Кочани, Зрновци и Чешиново-Облешево, нашиот суд има и проширена надлежност за потешки кривични предмети од подрачјата на основните судови во Берово, Делчево и Виница. Поради тоа, останува нејасно дали со сегашниот број судии ќе може ефикасно и навремено да се одговори на предметите што треба да се решаваат кај нас.